Благодарам председателе на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Голема благодарност за поканата и за организацијата на овој настан. Почитувани представници на компаниите членки на комората и почитувани колеги членови на владата. Оваа Стопанска комора, јас во неја имам голем број на пријатели со кои што сум соработувал во текот на професионалната кариера. Со дел од нив и сум работел заедно во исти компании. Тука имам ова е единствената комора во која што имам роднина. Тоа е почитуваниот Ридван Дервиши од Југофер Куманова. И тоа ме прави практично да се чувствувам како дома во комората на Северозападна Македонија. Оваа тркалезна маса, дискусија за помеѓу бизнисмените и владините представници во организација на комората е исклучително значајна и доаѓа во исклучително значаен момент. Диалогот помеѓу владините институции и бизнис заедницата во време на сериозна глобална економска криза е неопходна и секогаш е добре дојдена. Ние тој диалог го започнавме уште на самиот почеток на не оваа влада, туку претходната влада, и тоа диалог во кој што двете страни зборуваат, не диалог во кој што практично се сведува на монолог, како што оваа сала гледала во минатото пред 10 години. И низ таков диалог успеавме да излеземе како победници од корона кризата и со помош на сите ваши мислења ќе излеземе победници и од оваа енергетска и воена криза која што е предизвикана од нападот на Русија на Украина. Компаниите членки на комората на Северозападна Македонија имаат исклучително значајно место во економскиот потенцијал и растот на нашата држава. И тоа се гледаше и преку нивните перформанси во текот на периодот пред, за време и после пандемијата. Ние минатата недела... Така е. Ние имавме една голем економски совет кој што се случи минатата недела со цел да излеземе со економски мерки кои што се соочува, економски мерки кои што ќе бидат реакција на кризата. Таму присуствуваа нашите најдобри економисти од државата, од Академијата на науки, од Универзитетот Југоисточна Европа, Американ коледж, Универзитетот УКИМ, економскиот факултет и представници на коморите. За жал, господинот Ходжа не беше тука, меѓутоа се разбира дека представници на компании од комората беа таму и сите мислења беа практично основа за она што Министерството за финансии, Министерството за економија, Министерството за труд и социјална политика го преточија во 26 мерки кои што беа донесени во собранието. Врз основа на тие мерки и врз основа на силните капацитети на компаниите членки на Стопанската комора, овде зборувам за 2021 година, во време на криза беа остварени приходи од над 73 милиони евра. Јас се потрудив да ги најдам бројките кои што ги остварила оваа комора. Беа вработени над 9400 лица во компаниите кои што вие ги управувате и се реализираа над 74 милиони евра инвестиции, што во услови на светска здравствена пандемија и економска криза е резултат на вистина за поздравување и за почит од страна на сите граѓани на државата. Сето ова влијаеше на подобрување на продуктивноста, зголемување на бројот на вработените, зголемување на просечната плата и намалување на бројот на невработени лица во државата. Ова се охрабрувачки трендови, тоа го покажа и резултатите за порастот на бруто домашниот производ во 2021 година, кој што представува добра основа за 2022 година, која што ја дочекавме како кризна година, така го проектиравме и буџетот, меѓутоа 2022 година се претвори како година со најголема криза после Втората светска војна, која што е предизвикана и од здравствена пандемија, и од енергетска криза, инхерентно енергетска криза, меѓутоа и од практично голема европска војна, во која што имаме држава со над 200 милиони жители, која што војува со држава со над 50 милиони жители, кои што се најголемите производители на храна, најголемите производители на газ и најголемите производители на железо на континентот Европа. Сега ни предстои уште едно соочување со кризата, а тоа е 2022 година. 20 на дена по отпочнувањето на воените действија ние излеговме со пакет на антикризни мерки,
Вредноста на тој пакет е 400 милиони евра, меѓутоа доколку ги собереме и другите антикризни мерки кои што ги направивме во текот на изминатиот период, а кои што се однесуваа на справување со првичните удери на енергетската криза, вкупната сума која што државата е предвиде во мерки е 615 милиони евра, што представува висок издаток буџетски, меѓутоа исто така и откажување на добар дел од приходи кои што беа планирани во буџетот, но сепак сметавме дека е подобро да останат кај граѓаните и во стопанството, затоа зашто економската активност не смее да завре и во вакви услови. Во делот на финансиската поддршка од овие 26 мерки кои што се однесуваат на компаниите, ние имавме и вие имавте добро искуство со Развојната банка на Република Северна Македонија и затоа најголемиот дел од мерките ги проектиравме да одат преку неа, бидејќи државата има исклучително здрав банкарски сектор. Развојната банка, за разлика од поранешните години, кога беше капитализирана на многу ниско ниво и кога малку се користеше, морам да кажам, благодарение на инвентивноста и на способноста на министерот Бесими, ја заживеавме на вистина во текот на 2020 година, 2021 година и во наредниот период имаме сет на мерки кои што се однесуваат на субвенционирање на договорна камата по кредити дадени од комерцијалните банки во деловните субјекти кои ќе реинвестираат добивката во 2021 година, за 2021 година. Преку Развојната банка ќе се поддржи ликвидноста на компаниите преку субвенционирање на каматна стапка од страна на државата. Финансиска поддршка преку директно кредитирање на компаниите преку Развојната банка исто така. И со оваа мерка се подобрува ликвидноста на деловните субјекти, што вие подобро го знаете од мене. Ја го знаев добро пред да станам член на владата, а сега велам дека вие тоа подобро го знаете. Потоа предвидуваме финансиска поддршка преку комерцијалните банки за бескаматни кредити за обртни средства. Со ова мерка ќе значи подобрување на ликвидноста преку субвенционирање на каматната стапка од 3,2 до 4% годишно, а крајните корисници би користеле кредити за обртни средства без каматен трошок. Потоа ги активиравме и средствата преку гарантниот фонд, преку Развојната банка на Северна Македонија, а исто така и се издаваат портфолио гаранции за мали, микро и средни предпријатија, кои што портфолио гаранции се гарантирање до 50% од кредитот, доколку се работи за кредит за основни средства, 80% доколку се работи за обртни средства, а предвидени се и индивидуални гаранции за 50% во зависност од износот на кредитот. Вклучуваме и кредити за инвестирање во проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Веќе ги завршивме преговорите со Европската инвестициона банка за зелена транзиција и преку Европската банка за обнова и развој и програмата на Обединетите нации за развој преку комерцијалните банки ќе бидат пласирани така наречени меки кредити кои што имаат подобри каматни стапки во однос на стандардните кредити, а се однесуваат за енергетска трансформација на компаниите. На тој начин можеме да влијаеме на долгорочната трансформација на компаниите и да можат на полесен начин да вложуваат во обновливи извори на енергија. Она што веќе го работи и го има завршено предлог законот, Министерството за транспорт и врски, тоа е посебен закон за инсталирање на фотоволтаични системи на домаќинства и на индустријски капацитети на нивните кровови, како и на земјиште од 4-та и полоша категорија, при што веќе со тој закон нема да се предвидува вадење на сите оние дозволи како да се гради облакодер, туку да тоа биде во стилот на времена опрема, кои што ќе одат само со едноставна процедура. Втората работа во тој домен е менувањето од страна на Министерството за економија на правилникот за обновливи извори, зголемување од 4 на 6 киловати за домаќинствата и зголемување од 20 на 60 киловати за 40 киловати за компаниите без вадење на лиценца. И уште една многу значајна работа, тоа е дека нема да треба да излегуваат на слободен пазар, така како што е во сите европски држави, туку ќе му биде овозможено на универзалниот снабдувач таа електрична енергија да откупува по цена по која што ја откупува субвенционираната цена од страна на државните електрани. Исто така Министерството за финансии ќе направи и подзаконска уредба со која што ќе се воведе и ќе се дефинира
категоријата даночен застапник, да може купувачот да издава фактура за продавачот и на тој начин ќе се овозможи полесна, односно ќе се овозможи размена на електрична енергија. Со субвенциите кои што веќе се предвидени во буџетот на државата и со кредитните линии преку Развојната банка и верувам преку комерцијалните банки, бидејќи ова се практично проекти во кои што банките сакаат да инвестираат. Тогаш и банките присутни. Јас сега бев на состанок со директорот на Халк банка, бидејќи со Мато имавме состанок денес и баш за ова разговаравме. Се ова ќе помогне во едноставна енергетска транзиција на државата, вклучително и на големите проекти кои што се одвиваат во рамки на старите наоѓалишта на Основе, планираните во Рек Битола и големите планирани инвестиции. Во однос на буџетот е комплетно ликвиден. Ние имаме потврден кредитен рейтинг од страна на сите рейтинг агенции, Standard & Poor's и Fitch. И исто тоа го потврдуваат и меѓународните финансиски институции со кои што сме во постојана комуникација. Во однос на комуникацијата со Народната банка, и таа се одвива на дневна основа. Денарот е стабилен, државните резерви се на највисоко ниво, а банкарскиот систем е исклучително високо капитализиран, што возможува да на долг рок ја одржиме нашата основа на финансискиот систем, а тоа е стабилен денар, кој што е врзан со еврото и за тоа не постојат никакви проблеми во овој момент. Она што се случува на пазарот на девизи, тоа се исклучително шпекулативни акции кои што се случуваат и граѓаните кои што практично купуваат сега по шпекулативен курс во менувачниците едноставно губат пари што не мора да го прават. Меѓутоа во секоја криза постојат луѓе кои што се помалку резистентни на ризик и на криза и кои што се повеќе. Обично за кризата се вели дека прво има редици пред бензинските пумпи, потоа има редици пред рафтовите за брашно и зејтин, и потоа има редици пред менувачници, и тоа е последната фаза, и потоа се влегува во една нормала, особено кога институциите, како што е во нашата држава, функционираат на начин кој што возможува добро справување со кризата. Ние во моментов имаме најниски цени на енергенсите во целиот регион, имаме најниска цена на електрична енергија во целиот регион. Тоа е резултат на методологиите кои што ги воведовме во пресметката на акцизите, намалувањето на стапките на данокот на додадена вредност. Производството на обновливи извори на енергија која што беше на резиденцијалниот пазар го префрливме на компаниите, бидејќи таа енергија, иако со фидинг тарифи, е поевтина од она што го има на либерализираниот пазар, и на тој начин се обидуваме и на компаниите да им помогнеме да обезбедат поевтина електрична енергија. Во однос на малите потрошувачи и на граѓаните, тоа е исто значено и за компаниите, бидејќи не ги изложуваме на неликвидност граѓаните. Обезбедивме субвенционирање на електричната енергија, и тоа е добро затоа зашто задржува куповната моќ на граѓаните да можат да купуваат од компаниите на пазарот за широка потрошувачка, а таму најголемиот дел од вашите компании и продаваат, и тоа го задржува нивото на обрт во реален износ на приближно исто ниво, бидејќи тоа го следиме и преку прибирањето на даноците, кое што е на повисоко ниво и од 2020-2021 година, па дури и од 2019 година, кое што е предкризна година. Јас сакам да ве уверам дека ние будно ги следиме сите движења кои што се случуваат на светскиот пазар, кои што се случуваат на полето на безбедносната ситуација во Украина. Република Северна Македонија има јасна ориентација во евроатлантските интеграции. Јас ќе учествувам во четврток на самитот, на вонредниот самит на НАТО во Брисел, на кој што веројатно ќе се носат одлуки кои што се поврзани со новите и санкции кои што се воведуваат на Русија. Ние имаме јасна определба како влада и не постои ниту еден член на влада и на парламентарното мнозинство кој што има друг став. А тоа е дека сме членка на НАТО, дека учествуваме во одлуките, во носењето на одлуките на НАТО и во нивното спроведување. 100% ја усогласивме нашата надворешна политика со политиката на Европската Унија. До почетокот на кризата таа беше 97% усогласена, сега е 100% усогласена, и ги донесовме сите одлуки кои што се потребни да му се помогне на
украинскиот народ и на украинската држава, со оглед на тоа дека ние како народи и како етнички заедници кои што живеат на овие простори, низ историјата која што е вековна, сме поминувале низ слични ситуации и ред е да им помогнеме на секој начин на украинските граѓани кои што тоа го заслужуваат. За крај сакам да ви се заблагодарам уште еднаш за поканата, да се заблагодарам на сите членови на влада кои што одвоија време од своите работни обврски да бидат тука, тоа е значено, и секако на сите вас кои што сте домаќини на овој настан заедно со претседателот. Ви благодарам.